Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за моите гости. Во студиото е Јана Белчева, независна листа, Шанса за Центар. Благодарам. Благодарам што сте тука, но на Вибер имам уште две гостинки. Габриела Илиеска, таа е председавачка на Советот на општина Битола, независна листа Поинаку. И втората гостинка е од Тетово, Елмедина Абдулахи, независна листа Подобро за Тетово. Но првото прашање е за Јана Белчева, Шанса за Центар. Представници на 7 независни листи од Македонија излегоа пред парламентот со барање до пратениците во парламентот да овозможат да имате можност всушност да излезете на локалните избори. Не ја почитуваат пресудата практично на Уставниот суд. Но ајде во молам. Да. Независните листи се покажаа како сериозен политички фактор, особено на локално ниво. На минатите локални избори 2021 година се појавија 33 вкупно независни листи. Вкупниот број на гласови кои го добија е 56.000 гласови, што ги прави сериозен фактор политички. Да. Минатите парламентарни избори 24 година во мај месец се направи измена на изборниот законник. Измената се правеше заради некои други потреби, но се протна и еден член со кој се подигна прагот за да може независните листи да настапуваат на изборите на 1% од вкупно запишаните избирачи. Тоа значи Тоа го подигна процентот, особено во некои од градовите, како на пример за град Скопје, од 1000 на 4000 на над 4600, што е драстично зголемување, но такво зголемување има и низ други општини низ цела Македонија. Да не зборувам за општина Центар, каде што сме ние активни, ке зборувам во име на сите независни листи, бидејќи оваа промена не се однесува само на една или на друга листа. Овој 1% е, еве за Скопје, 4,6 пати повисок отколку за формирање на политичка партија. И сега замислете собирање на потписи во краток временски период за независна листа, за разлика од тоа на 4 години 1000 потписи кои треба да ги собере политичката партија за да се регистрира. Но Уставниот суд, ние покренавме иницијатива во Уставниот суд за преиспитување на уставноста на оваа одлука и оно што Уставниот суд го утврди дека е ова дискриминаторски практично член и го укина. Со тоа се создаде една правна празнина, бидејќи не е поништен за да се врати претходниот модел, туку во моментот независните листи не знаат на кој начин на предстојните избори, кои треба да се распишат во јули, а да се одржат во октомври, ќе успеат да учествуваат, се организираат. Мислам дека ова сега е еден момент во кој ние ви благодарам за интересот на медиумите кои дојдоа и таму на пресот и денеска што ме поканевте и мене и моите колешки од другите независни тука, бидејќи ние сакаме да ја информираме јавноста за овој недемократски, да речам, чин што се случува во моментот на кој на граѓаните активното право на учество во политичкиот живот им е уневозможен. Она што ние го побаравме во дописот што го испративме и до Собранието на Република Северна Македонија и до Министерството за правда е итно да започнат на измена на изборниот законник и да ги внесат нашите барања, но и да не вклучат активно во процесот на донесување на измените, бидејќи овие измени најмногу се однесуваат на нас и на следниве локални избори, не само во однос на прагот, за кој сметаме дека треба да биде доволно низок, а да соодветствува на она што е пракса во европските земји, туку и например, бараме да се дозволи собирање на потписи на терен, надвор од канцеларијата на Државна изборна комисија, познавајќи каква е ситуацијата во нашето општество, поларизирано, обично овие
канцеларија на Државна изборна комисија се наоѓаат во канцелариите кај што се општините, во дисперзирани општини кај што има и рурален и урбан дел ќе биде проблематично мобилноста на луѓето за да стигнат до таму. Заради тоа бараме да биде и надвор од канцелариите на ДИК, да се зголеми периодот на собирање на потписи на 30 дена, потоа бараме да се дозволи името на овие независни листи да стои на избирачкото ливче, што до сега не беше случај, бидејќи беше само знакот на групата и името на носителот на листата, што апсолутно не е добро, заради тоа што носителот на листата ја представува на вистина листата, но ние сите делуваме како тим, а не како one man show. И она што на крај го бараме да имаме рамноправен пристап и до медиумскиот простор и до сите други ресурси кои им се на располагање на партиите. Важно е да се каже дека на минатите локални избори ние имавме доста искуство за тоа како беа третирани независните листи и со тоа искуство може да придонесеме законодавство да направи решение кое ќе биде доволно инклузивно, демократско, а со што ќе обезбеди и легитимитет на изборите. Опасно е ако се остави ваква правна празнина, дали овие избори ќе може да бидат воопшто легитимни. И уште едно искуство што не се случи минатиот пат, а тоа е дека ние немавме дозволен пристап до избирачкиот список. Избирачкиот список беше достапен до политичките партии, но нам како независни кандидати во центар, например, и како група кога бевме во Државна изборна комисија, ни рекоа па тоа така сме го правеле од секогаш, не сме им ги давале. А законот предвидува дека ние имаме право на пристап до тој список, исто како што имаат сите други учесници политички партии имаат. И сега заради тоа се собравме како група на независни, делуваме обединето во овие барања и очекуваме дека парламентот брзо ќе реагира и дека Министерството за правда исто така ќе се свести колку се ургентни овие измени кои ги бараме, добро. Благодарам, можеме сега со Габриела Илиеска, таа е председавачка на Советот на општина Битола. Добар ден и од мене. Ве молам, кој е проблемот на пратениците? Може ли да објасните, еве и Министерството за правда е проблем? Прво би сакала да се надоврзам малку на Јана, бидејќи за разлика од другите советнички групи, ние имаме малку подолго искуство. Значи, ние за прв пат влеговме во Советот како независни во 2017 година, а потоа повторно во 2021 година и исто како што кажа и Јана, така и јас можам да потврдам дека станавме голем проблем на политичките партии, кои што секако практично се плашат од вас. Тоа сакате да кажете. Кои што секако имаат своји пратеници во парламентот и кои што со носењето на тие измени за собирање на потписи беа едногласни, со што покажа дека навистина во нашето општество сакаат да нема пристап до независни групи и поединци кои што сакаат да допринесат со својата работа, а да не се дел од тие политички партии кои што го имаат ексклузивно право според нив да учествуваат во донесувањето на одлуки. Сметам дека Јана нека ме поправи ако не е така, меѓутоа не знам до денес дали некој изреагира на нашите барања како пратенички групи, дали некој воопшто. ЛДП вели Белчева дека ЛДП имале реакција. Со подршка? Со подршка, Добро, ЛДП генерално поддржуваат, меѓутоа не сум видела дека се носители на некаква промена или дека бараат или уценуваат, што би рекле, во собрание за да се сменат некои работи, меѓутоа сметам дека молкот кој трае неколку дена покажува дека навистина ќе се соочуваме со голем проблем како независни групи и кои што доколку на брз начин не се донеси измената на законот, навистина ќе имаме проблем на тоа на каков начин ќе треба да ги извршиме нашите кандидатури во престојните локални избори. На кој начин? Кој е другиот начин? Како што кажа Јана, не е дефинирано и според нас, бидејќи како што кажавме делуваме и како група, ние ги бараме барањата кои што ги поднесовме до собранието се заеднички и сметаме дека со таквите барања, односно исполнувањето на тие барања, ќе ни се овозможи колку толку да имаме еднаков пристап, бидејќи
многу сме далеко од еднаквост, можеме да кажеме дека сме дискриминирани и се уште и според тоа што политичките партии добиваат и средства за настап на избори, а ние како независни групи не добиваме средства од буџетот на државата, што значи пари, средства, да. Пари, да. Што значи кажано народски, со наши пари ќе не тепаат. Така да сметам дека огромна е дискриминацијата кон независните и тоа што сме во се поголем број представува некаква опасност за самите политички партии. Бидејќи денес можеме да зборуваме дека во одредени општини, каде што во 2021 година влегле независни советници, немаат партиите комотно мнозинство во најголем број од истите. Партиите, големите политички партии особено. Небитно кој е на власт, немаат комотно мнозинство. Да. Сметаат дека сте закана практично за нив. Да, бидејќи еве ќе ви кажам пример во Битола, прв пат се соочија со немање на такви коалиции кои што се традиционални за политичките партии, каде што седнуваат на маса и си ги делат местата, директорски, замени директори, секретари и така натаму. Тоа е нешто ново за политичките партии, бидејќи секоја од нив функционира на истиот начин и се делат местата по добивањето на власта. Знам дека звучи лошо, меѓутоа за жал така функционираат работите во нашата држава, посебно во локалните самоуправи. Не е само локалната самоуправа, партизацијата е во целото општество. Да, во сите пори е навлезена во општеството, а таа подразбира корупција. Да, и сметам дека појавата на независните чинители во самите тие општини, во самите изборни процеси е здраво за граѓаните, здраво за општините, бидејќи со тоа се намалува комоцијата на партиите и она што тие досега го рачунале како традиција и што велеле дека па секогаш било така. Значи, ова се можеби почетни промени, можеби траат, се движат бавно, меѓутоа се навистина мора да бидеме единствени и да ги истуркаме, бидејќи само на тој начин можеме да зборуваме за некои здрави избори или за некои здрави општини. Добро, може да ја побараме сега Елмедина Абдулахи, за тоа време и повторно ќе ве побарам Габриела Илиеска, може сега со Јана Белчева додека ја бараат Елмедина Абдулахи од Тетово, независна листа, подобро за Тетово е Абдулахи, но ајде кажавте дека потребни неколку услови имате. Кој е проблемот со подписите на терен што барате да бидат собирани, а не во ДИК, например? Може ли тука да објасните? Јас ќе го дадам, да речам, перспективата на град Скопје. Мислам дека Елмедина тука може најдобро да објасни, бидејќи доаѓа од општина која има и рурален и урбан дел. Ние во центар го немавме тој случај, бидејќи сме сепак 7 квадратни километри, општина која е лесно достапна од секаде до канцелариите на ДИК, но она што во нашиот, да речам, систем сега владае, каде што секој може да ве види во општината дека сте дошла да се подпишете за независна листа, на луѓето им создава една налагодност, бидејќи заради тоа што овој систем е така поделен, заради тоа што двопартиски е практично системот или тропартиски. Неколку партиски, заради тоа што луѓето не сакаат да понекогаш да се идентификуваат, заради тоа што најчесто тие луѓе што потпишуваат за нас и понатаму наши гласачи, а тие секако не би сакале ни зашто тајноста на гласањето на тој начин да им се загрози, да им се ускрати. Во општина Центар канцеларите на ДИК се наоѓаат токму во општинските бараки, така што ако треба да дадат подпис, они доаѓаат баш во општинските бараки. Ама велам, во Скопје беше и полесно заради тоа што мобилноста е полесна, ама во руралните средини кај што нема дисперзирани канцеларии на ДИК, тоа Елмедина Ева нека го каже. Јас сакам да кажам дека овие наши независни листи ги подсетуваат партиите на тоа што значи одговорност, што значи транспарентност. Понекогаш ние придонесуваме не само за политички плурализам, него за една друга идеја, нови перспективи, па некогаш дури и за храбри политички одлуки кои
За жал, партиите сами немаат доволно снага да ги предложат, а знаат дека некои работи мора да се менуваат на друга страна. И уште нешто што мислам дека го видовме не само тука, него низ цела Македонија, ние ги учиме дека материјалите за седница треба да се читаат, бидејќи многу често гласаат така како што им е кажано, без да знаат за што гласаат и за последиците од одлуките што ги носат. Она што ние, како луѓе кои сме се ангажирале без никакви очекувања, само со порив за подобри состојби на локално ниво, не можам да го видам кај сите представници на партиите кои се учесници на локално ниво во советите, заради тоа што кај нас се носат одлуки од тоа како да се третира зеленилото, како да се третира урбаната опрема, како да се третираат градинките или училиштата, па до тоа како да се носат урбанистички планови. И сега ќе ви кажам еден елемент кој е многу важен, особено во однос на заштитата и спасување. Зошто? Заради тоа што ние видовме една катастрофа во која ни се случи нешто што најстрашно може да му се случи, да се случи на една земја, да изгуби толку многу млади луѓе. Па ја ќе ви кажам дека кај нас се носат урбанистички планови со 2 реда информација од институции кои се тотално заспани, нити ги читаат урбанистичките планови, нити се одговорни за тоа што ќе кажат внатре дека сите мерки за заштита и спасување се исполнети. Напротив, ние докажавме дека се лажирани податоци, дека висините на објектите што постојат во планот се надвор од она што плановите за заштита и спасување таму ги дозволуваат. Дека се тоа едни исти реченици кои се употребуваат во одобренијата што се добиваат од надлежните институции. Ние ги разбудивме малку институциите, ги потсетивме на одговорноста на нивните документи и нивните подписи. Зар треба да ни се случи трагедија? Уште една? За да почнеме да читаме материјал кој спасува човечки живот. И ја мислам дека нашата, да речам, главна улога е во тоа која е транспарентноста која бараме и одговорноста на која повикуваме. Она што независните го покажа, дека тие личен интерес нема, а таму е една слободна граѓанска мисла, за разлика од партизацијата која е рак рана и која постои на сите нивоа. Ние бараме некаква меритократија, а они се научени наши ваши да се делат. Епа тоа така ние не го цениме, заради тоа што тоа не дава систем кој се развива и практично нормализира ненормални ситуации. И мислам дека заради тоа на независните мора да им се даде пристап и со тоа да се направат легитимни локални избори. Ако нас не тргнат на страна, тогаш стварно е оспорена и легитимноста на локалните избори кои следат. Добро. Ја имаме на Вибер Елмедина Абдулахи. На листа Подобро за Тетово. Абдулахи, се слушаме? Да. Дали ме слушате имена? Да, одлично ве слушам. Еве Белчева кажа околу подписите на терен дека не е лесно да се соберат за разлика од шанса за центар, например, но таа борба е заедничка на сите независни, не е борбата на Белчева и на самата шанса за центар за нив, за самиот центар, туку за цела Македонија. Може ли тука да објасните подписите да не бидат во општините и во ДИК? Све што се кажа се од страна на Јана и од страна на Габриела се многу точни, само можам да ги потврдам, и ако тие имаат, мислам, немам толку легитимитет, бидејќи ние бевме само 6 месеци во општина како советници, и имаше голем ризик од наша страна, бидејќи за прв пат се имитуваа сите состаноци онлайн и сите граѓани беа информирани, имаше по 10.000, значи не следеа граѓани по 10.000 се додека траеше по 5 или 6 сата секоја седмица и како што рече Јана, исчитани, читани до секој детал, консултирани со експерти и тоа им сметаше многу на сите политички партии, бидејќи јас сметам дека сите работат по иста шема и иако се позиција опозиција, кога е во интересот во прашање, тие многу лесно можат да направат, да најдат заеднички јазик и како што се виде во Тетово, да се ослободат од сите заеднички непријатели, а во овој случај ние независните сме непријатели на партиите дефинитивно. Да се надоврзам со прашањето, сметам дека е голем проблем да се собираат
подписите, бидејќи луѓето се етикетираат. Значи, ние бевме информирани дека листите со подписи беа скенирани или сликани и сите имиња беа регистрирани таму во општина и имаше случаи во моменти кога се уценува или кога имат некоја работа во општина, па требаше да се вратат неколку пати и така натаму. Не е лесно собирање на подписи, да, но не уште потешко го прави тоа дека собирањето на подписи треба да биде во објектот вратре во општината, кај што сите имаат можност да ве наблюдуваат на било кој начин. Да ве наблюдуваат и тоа подразбира што? Уценување, притисок, заплашување на гласачите? Да, има голем притисок, сега да не речам уценување, не знам тоа, па може и да се рече во некои случаи, но, например, во нашиот случај имаше луѓе што доаѓа ни кажуваат дека не смеат ни да се потпишат, ни да гласат за нас, бидејќи треба да се вработи еден член од нивната фамилија, дека се уценени во случај ако немаат, не знам, 20 гласови нема да се вработат. Значи, овие работи се случуваат и ние сме сигурни за тоа, и ако не можеме да ги нормално да ги пријавиме и да ги потврдиме, немаме докази, но овие работи се случија во Тетово, не случајно сме ние надвор од Советот на општина Тетово. Значи, многу макијавелистички функционираат партиите и немам сомнеш дека во моментот кога гледат дека им се цени нивната слобода за функционирање како што сме навикнати со години, тие одма може да најдат начин да не извадат од игра, како што го прават моментално и со новиот закон или со немање на никаков закон за независни. Добро, Јана Билчева ја акцентираше кочанската трагедија, дека не сме уште еднаш да се повтори таква трагедија и колку е важно независните пратеници, улогата на независните пратеници, како вели таа, тие читаат документи и ја спречуваат корупцијата, заради тоа што... Или ја обелоденуваат. Обелоденуваат, заради тоа што... Некогаш не можат баш да спречат. За жал, институциите се поврзани меѓу себе. Ние имавме план... Да не влезат. Влезете, ние имавме план на кој многу гласно зборувавме и медиумите го покрија тоа, колку имаше големи дискрепанци во висината на објектите дозволени и она што на терен се случува, и планот, замислете, помина и ниту една институција не реагираше. И тие сите се обвинуваа меѓу себе, ама на крајот тоа излезе како законско решение. Нашите гласови останаа занемарени. Ние докажавме со низа на членови неусогласеност на детални со генерален урбанистички план, Министерството рече дека суспензивните елаборати не биле добри. Извинете, ама некаков сериозен ресет не треба на системот. Вака системот ни оди во надолна линија. Ние сите сакаме да живееме и подостоинствено, и побезбедно, и квалитетот на живот, особено на локално ниво, таму каде што овие одлуки се носат и кои директно влијаат на луѓето, да бидат донесувани од одговорни луѓе. Мене ми е навистина криво како некои работи стана ненормални, а се нормализираат. Ние имаме ситуации од наједноставни, да речем, работи, паркирани возила на тротоар, па тротоарите на место за пешаците, пешаците на улица, ама тротоарите безбедни на возила. И тоа за локалната власт не представува некаков проблем. Па тоа е ургентен проблем за безбедноста на децата, ургентен проблем за безбедноста на луѓето. На страна од урбанистичките плани. Ние имаме загадување кое не убива тивко, локалните власти едва се освестени за тоа дека треба да превзимаат мерки и активности. Имаме проблем со јавен превоз, кој е потреба на луѓето за да може да стигнат до своите работни места, до своите училишта,
И тој проблем никако да се реши, зошто? Заради тоа што партиите меѓу себе не можат да се договорат. Па ние мора да направиме некаков консензус за стратешките, за суштинските работи, а не да прават партиите консензус кога ќе треба да се истуркаат независните од сцената, да не може да се договорат за некакви вистински решенија кои на ова општество му се потребни. Неопходни, да. Ајде Абдулаки ве молам токму на оваа тема. Која е борбата на независните, објасни Ана Билчева, и од ваш агол, вашата борба? Истите проблеми ги имаме сите независни низ цела Македонија. Не случајно излегува независните листи, зашто се знае сите ние имаме наши професии и сите ќе бевме многу посреќни да ги работевме нашите професии што ги имаме и да сме успешни во нашата професија. Но потребата за итно решавање на некои елементарни проблеми не донесе до одлуката да излеземе како независни, бидејќи изгубивме доверба во сите политички партии кои функционираат во Македонија. И тоа не случајно, имавме, мислам, многу очигледно беше дека нешто не функционира во државата, како што рече Јана, кога е во прашање некој заеднички интерес, тој е многу лесно можат да направат коалиции, консензус и све што треба, само да си ја терат нивната агенда. За жал, ние сме тука да им ги спречиме или да им ги расипаме тие договори внатрешни што ги прават. Ние имавме случај во Тетово, например, Југохром е затворено уште пред неколку години, а во планот за здрав живот тука им стоеше како загадувач Југохром и никој со години не ги прочитал материјалите, само дошле во Совет, се гласале и се вратиле. И во моментот кога почнавме ние да читаме материјали и властите, мислам и тие вработените во општина кои ги спремаат тие материјали, почна да бидат прецизни и почна и сами да ги читат пред да не ги пратат нас, бидејќи знаеа дека некој ќе ги прочита и ќе ги провери. Не ги читавме само ние две што бевме таму советници, туку имаше цела екипа од волонтери кои работеа на секоја проблематика посебно. И доаѓавме со конкретни предлози за подобрување на ситуацијата, но за жал секогаш бевме ние тие што правиме проблеми или што никогаш не сме задоволни, бидејќи ние не живееме во Швајцарија, туку во Тетово и дека треба да продолжи како сме навикнати низ годините, дека може така да продолжи и така да живееме. Недостоинствено. Да, и така излегувањето од комфорт зоната и на вработените таму и на, мислам, не сите, нормално дека има и многу добри и професионални луѓе, на тие што се вработуваат со партиски врски, значи комфорт зоната им се расипува, бидејќи има луѓе со агенди што доаѓаат таму, не дека сакат нешто да средат за општината, туку дека сакат да ги средат нивните приватни бизнеси или бизнисите на партијата. Значи многу ми е жал што треба вака, можеби малку вулгарно може да го прифатат луѓето, не знам, не можам да најдам зборови што можам да го кажам револтот. Денеска во Тетово се урива една голема зграда, јавна просторија која се продаде за 7.000 евра и таму се градат нови објекти. Значи, знаете како е градот, сите дрвја се исекоа, пепел е цел град, се руши без никаков стандард, се исекоа дрвата без никаков стандард, се продаде земјиштето, јавното земјиште за смешни пари и сега ние треба да чутиме. Револтирани, многу сум вака вознемирена сега кога пред да се вклучам во вашата емисија, кога ги видов снимките и све тоа што се случува таму. Значи, ние не независни, ние не знам, некоја револуција треба да направиме, колку во лоша состојба сме како луѓе, како граѓани на оваа земја, кај што не функционира, за жал, ништо како што треба и на крај имаме
14 жртви од модуларната болница, имаме жртви од Кочани, нажалост, имаме деца транс, имаме и секогаш кога не се преземат, значи кај што не функционира законот, секогаш ќе има вакви жртви. Само бројот расте и само револтот расте кај луѓето, но за жал пак продолжува по истиот терк и ја навистина не знам ако уште и ова го прават, значи ако не дозволуваат на независните да се кандидираат и да бидат во општинските совети, значи ние живееме во една држава кај што влијае диктатурата, а не демокрацијата. Да. Јас благодарам, на крај сме на емисијата и од режијата ми сигнализира, но ќе правиме многу емисии и дебати токму на оваа тема, се разбира, локалните избори, и вие ќе бидете повторно гости. Благодарам. Да, Јана Белчева, Габриела Илиеска, Беана Вибер и Елмедина Абдулахи. Благодарам што не гледавте. Пријатно.